ХПВ вирусот е денешната тема за која што ќе зборуваме во визита. Грижа за женското здравје, можеме и така нели да ја насловиме темата. Распространетоста, како се пренесува, колку е често овој вирус, што предизвикува, какви промени, како најчест причинител се разбира на карциномот на грлото на матката, што е она што треба да го знаеме како информација, бидејќи секогаш велиме во ова денешно модерно време на располагање ги имаме најсовремените методи на дијагностицирање и откривање на проблемите и болестите, ама треба да бидеме добро информирани и да знаеме кога да побараме лекарска помош. Останете со нас, со визита почнуваме веднаш. Денеска на визита ни доаѓа доктор Александар Бојаджиев, специјалист гинеколог акушер од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Бојаджиев, добар ден и добре ни дојдовте во визита. Во оваа сезона прв пат. Минатата година, речи си од прилика една година помина од вашето последно гостување. Од прилика точно една година и повторно ми е мило што сум во вашето студио. Поздрав до гледачите и ми е мило што повторно имаме многу актуелна тема. Така, да. И во оној разговор претходно, пред да ја почнеме емисијата, ете, вие се сетивте, бидејќи јас на некои работи не можам да се сетам докрај, бидејќи секојдневно многу гости и многу теми. Имавме друга тема од областа на гинекологијата, ама рековте дека ви останало во сеќавање дека некој од гледачите се јавил, поставил прашање токму за ХПВ вирусот. Па и тоа беше нели вашиот предлог кој што секако го прифатив на задоволство, така да ја дискутираме оваа тема денес. Па бидејќи едно од најчесто поставуваните прашања и предходната емисија такво прашање поставија, одлучивме заедно, мислам дека интересно ќе биде и за гледачите со оглед на тоа дека и тој самиот вирус е толку чест и толку лесно пренослив, што буквално секој од нас на некој начин се судрил со таа тема. Мислам дека е убаво за сите, и за машкиот и за женскиот дел. Така, освен за женскиот и за машкиот дел од публиката да се информираат. Така. Што е всушност ХПВ вирусот? Колку е чест, колку е распространет и како се пренесува? ХПВ вирусот представува вирус од групата на ДНК вируси. Тој е исклучително лесно пренослив вирус, исклучително отпорен вирус, бидејќи може дури надвор од домаќинот да преживее и неколку месеци на ниски температури и слично. Значи, ХПВ вирусот е толку честа инфекција што чисто споредбено во Америка 80 милиони луѓе во моментот се инфицирани, а секоја година нови 14 милиони се инфицираат. Или општо во популацијата на луѓе кои што се сексуално активни, 80% од таа популација некогаш во животот ќе дојде во контакт со ХПВ вирусот. ХПВ вирусот е многу чест, како што заклучивме, но исто така што е многу важно да се знае е тоа дека доведува до многу сериозни последици. Он е одговорен за карцином на грлото на матката, како што сите знаеме, и тоа е скоро во 100% од случаевите одговорена за карциномот на вагината, за карциномот на дворешноста на женските генитални органи, за карциномот на анусот, за карциномот на пенисот, но исто така многу значено и за карциномот на устната празнина, јазикот, грлото и слично. Значи, ХПВ вирусот го превзема приматот, односно главниот ризик фактор во однос на пушењето за оваа група на карциноми, значи на устната шуплина. Опасни заболувања кои што потоа ги предизвикува, така? Како сериозен ризик фактор, односно причинител кој што доведува до тие карциноми на устната празнина. Тоа е така, заради тоа што ХПВ вирусот се пренесува по сексуален пат, се пренесува по вагинален, орален, анален, значи сексуален пат, дури без пенетрација може да се пренесе ако има некои микроповреди на гениталиите или ако на рацете имаме значи контаминирана слуз во која што се содржи ХПВ вирусот и таа се нанесе на некој дел од телото кој што е на кој што има цепнатинка или влезно место за тој ХПВ вирус, така да многу лесно пренослив, многу чест, а до многу сериозни последици и болести може да доведе. И токму затоа треба и да сме многу добро информирани, иако интернетот
ни дава море од информации, така Да. го читаме, тоа треба да сме запознаени, бидејќи како што рековте, може и да не знаеме во текот на животот да го добиеме, дека сме го имале претходно. Така. И не се знае дури ни начинот кој го пренел, кога се пренела инфекцијата меѓу партнерите. Точно. Значи, ние не може да знаеме точно кој го пренел, кој го имал прв и слично, заради тоа што тука ќе кажеме и дека ХПВ вирусот не дава никакви симптоми. Значи, инфекцијата со Кога имаме симптом, лесно е нешто, ќе имаме некаква промена, па ќе не натера да отидеме на доктор и слично. Значи, ХПВ вирусот, самата инфекција со ХПВ вирусот не дава апсолутно никакви симптоми. Дури да има и оние преканцерозни промени, односно диспластични промени на грлото на матката, како што се ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3, значи повторно никакви симптоми кај тие пациентки не се очекуваат. Исто така, дури во почетниот стадиум на карцином на грлото на матката можно е да нема никакви симптоми од оние типичните сукрвица, болка при однос, крварење по однос и слично. Значи тие симптоми може и дури во раната фаза на карциномот да не се присутни. Така. Постојат повеќе типови на ХПВ вирус, иако ние споменуваме неколку само од оние нискоризични, високоризични или најзастапените кои што се. Постојат повеќе од 100 типови на ХПВ вирус. Постојат ниско и високоризични типови. Оние што се нискоризичните типови не предизвикуваат поголем степен на промени на клетките на грлото на матката или карцином. Тие најчесто предизвикуваат генитални брадавици или кондиломи, како што се попознати. А високоризичните типови најчести се 16 и 18. Значи, тие два типа се одговорни за 66% од карциномите на грлото на матката. Значи, само тие два типа. Додека типовите, нискоризичните типови 6 и 11 се одговорни за 90% од кондиломите, односно од гениталните брадавици кои што се предизвикани од ХПВ. Ама тоа не е толку страшно и опасно, или? Тоа е нешто што може да биде комплетно излечено. Тоа е непријатна состојба, генитални брадавици, значи непријатна состојба, но не е работа која што може да доведе до некој сериозна болест како што е карцином. Но кај една иста особа може истовремено да бидат присутни ниско и високоризични типови. Што значи дека може еден од единствените симптоми што може да ги поврзаме со ХПВ се тие во почетните фази, тие генитални кондиломи, односно брадавици. И тоа ни е знак дека треба да направиме и дополнителни испитувања, бидејќи може секогаш кај една иста особа да бидат во исто време присутни повеќе типови, повеќе високоризични или комбинација од високо и нискоризични типови на вируси. Така. Да ги слушнеме прашањата на гледачите. Телефонските броеви веќе многу добро ги знаете. Секојдневно ни се јавувате во визита. Да слушнеме кое е вашето прашање, да го добиете советот, препораката и да се консултирате денеска во визита со доктор Александар Бојаджиев. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушаме. Вака, имам едно прашање до докторот. Значи, прилично сум млада пациентка, во која што во 2014 година ми беше најдено ХПВ тип високоризичен 70. Во 2016 година повторно сега ми беше најден ХПВ високоризичен тип 31. Ме интересира дали постои начин некако да не се појавува ХПВ, односно да престане да се активира во мојот организам, и на колпоскопскиот навод ми се најдени клеточни промени. Некаков начин да се тргнат тие клеточни промени, бидејќи терапија е примано што е дадена од страна на Сдруженијето за ХПВ и исхрана е сменото, меѓутоа повторно се јавува. Може едно пат прашање? Да, слободно прашање, што треба, да. Дали има промени на ПАП тестот во колку сте правеле ПАП тест? Да. Постојат клеточни промени на ПАП тестот. Клеточни промени ЦИН-1, ЦИН-2 или Не. Само што асоцираат за вирусни инфекции? Да. Добро. Ќе ви одговориме на прашањето. Значи, ХПВ вирусот можно е една особа да се инфицира со различни типови на вирус во текот на својот живот повеќе пати, бидејќи кажавме дека тоа е исклучително чест вирус. Може еден тип на вирус да перзистира подолго време, но може истата особа
тој тип на вирус да самиот имунитет го препозна и го отстрани и после тоа да се инфицира со друг тип на вирус. Она што е добро во овој случај е тоа дека имунитетот добро реагира, значи не дозволил ХПВ вирусот да доведе до одредена промена на клетките на грлото на матката, како што се тие преканцерозни или диспластични промени од лесен, среден или тежок степен, цин 1, цин 2 и цин 3. Она што е препораката за секоја пациентка, ние имаме протоколи според кои што се водиме како треба да ги третираме пациентките со оглед на диагнозата, односно со оглед на наодот кој што е добиен. Но првата реченица во тие протоколи е дека клиничкиот наод и значи клиничката проценка е врв над протоколите. Значи не се третира пациентка која што има 20 години исто како пациентка што има 40 или некој мал степен на промена како некој поголем степен на промена или колпоскопски наод кој што ние го гледаме на грлото на матката под зголемување, ако тој колпоскопски наод сугерира дека има некаква промена, ако таа промена ни личи дека е поголем степен, тогаш постапуваме во зависност од нашите наоди. Да се навратиме на прашањето, вообичаено, бидејќи овдека има само присуство на вирус, се препорачува подобрување на имунитетот. Подоцна може и да кажеме како настанува, односно како ХПВ вирусот доведува до проблеми, бидејќи има 3 различни типа на инфекција со ХПВ вирус, односно 3 различни исходи кога ХПВ вирусот ќе дојде во нашиот организам. И бидејќи ова прашање се поклопува со тоа што исто така сакам да го кажам, ќе кажам дека едниот тип е латентна ХПВ инфекција, значи ХПВ вирусот само перзистира во грлото на матката, но не прави промени, не се размножува, туку само обстојува. И така може да обстојува 2, 3, 5, некогаш и 10 години. Најчесто, во скоро сите случаеви, односно во 90% од случаевите, самиот имунитет ќе го излечи вирусот во рок од 2 години. Во рок од 2 години. Но оние перзистентни инфекции што траат подолго од тој период, често, воколку се работи за високо ризични типови на ХПВ, може да дојдат и до промени на клетките на грлото на матката. Втората опција е продуктивна ХПВ инфекција. Тоа е кога ХПВ вирусот влегува во нашите клетки и ја користи нашата клетка за таму тој да се размножува и при тоа нашата клетка одумира. При тоа не настануваат промени на клетките од поголем степен. Потипично е за овој тип за оваа варијанта кондиломите. И третата варијанта е неопластична ХПВ инфекција. Тоа е кога ХПВ вирусот влегува значи во нашите клетки и се интегрира во јадрото, односно во нашиот генетски материјал. Ние во нашиот генетски материјал имаме одредени гени кои што го контролираат нормалното размножување на нашата клетка, нормалното функционирање, ги коригира грешките, не доведува до грешки да се случуваат во генетскиот материјал, а ХПВ вирусот, односно протеините на ХПВ вирусот се врзуваат за тие контролори, ги исклучуваат и клетките почнуваат неконтролирано и неправилно да се делат, да имаат многу мутации и при тоа да ја користи нашата ДНК за самиот вирус да се размножува. Тоа се вика неопластична ХПВ инфекција која што доведува до тие диспластични промени на клетките на грлото на матката кои што може да доведат и до карцином. Она што е прашањето на гледачката, значи имаме ние голем број на препораки и совети кои што ги даваме на кој начин да се помогне за ХПВ вирусот, односно инфекцијата, да се повлече. Бидејќи човекот ќе дојде во контакт со тој вирус, ева 80% од сексуално активните луѓе ќе дојдат во контакт со вирусот. Но треба да се придржуваме код одредени натуропатски, така да кажеме, принципи, за да му помогнеме на самиот имунитет, на самиот организам да не дозволи ХПВ вирусот да направи промени и да се размножува и да доведе до некои сериозни последици.
Тие препораки се, значи, од она што е медицински докажано, сега ќе кажеме, најпрво фолната киселина. Докажано е дека дефицит на фолна киселина или витамин B9, вклучително и витамин B12, може да доведе до поголема стапка на тоа HPV вирусот да доведе до промени на клетките на грлото на матката. Понатаму колорис верзиколор, една печурка која што исто така прави имуномодулација и го стимулира имунитетот. Екстракт од листови на зелен чај, исто така се докажани, има и препарат кој што е од FDA потврден, односно одобрен, кој што инаку и се користи за значи неговиот екстракт се користи за генитални бродавици, односно за кондиломи, се вика Вереген. Понатаму поголеми дози на витамин С е докажано дека имаат, тој како антиоксиданс, имаат големо влијание во тоа да помогнат HPV инфекцијата да не доведе до промени и самиот организам да ја отстрани. Така е. Она што е следно препорачливо исто така и витамин А, индол 3 карбинол, тоа е едно, не е важно да се запамти, но ќе ви кажам каде се наоѓа тоа соединение. Тоа е материја која што се наоѓа во зеленчуци како што се брокула, зелка, карфиол. Во тие зеленчуци, значи тоа соединение се наоѓа и ги, значи ќе се внесе доволното количество. Поголемо конзумирање на тие зеленчуци се внесува таа состојка, а има студија во која што е направена паралела помеѓу пациенти кои што имале, значи, поголеми степени на промени, ЦИН-2, ЦИН-3, кои што не користеле никаква терапија 12 недели, кои што користеле 400 мг од ова соединение. Кај пациентите кои што ништо не користеле, немало регресија во наодите. Значи, останале промените како што биле. Кај оние што го користеле ова соединение, значи, пола од пациентите имале регресија, односно враќање во подобра форма на тие промени, преканцерозни промени на грлото на матката. И имам уште доста да зборам за оваа тема. Може кога веќе сме тука да само кажам и за препораките во однос на исхраната. Значи се препорачува да се внесува повеќе грашок, граф, овие зеленчуци што ги набројавме, да се избегнува пушење обавезно, бидејќи состојките... На прво место, веројатно и задолжително како препорака е откажување од цигарите, така и помладата популација. Тоа е едно од најдокажаните работи, бидејќи состојките од цигарите се најдени во слуста од грлото на матката. И се е докажано дека оние жени кои што пушат има многу поголема стапка, односно поголема шанса самиот вирус да доведе до одредена диспластична промена и до карцином на грлото на матката. Така да откажување од пушење, намалување на конзумирање на алкохол, здрав живот во смисол физичка активност 30 минути на ден, 5 дена во неделата, внесување нормална количина, значи, на течности, здрава исхрана, избегнување на оние трансмаслини киселини кои што се во оние рафинирани продукти како маргаринот, некои комерцијални сладки, крекери и слично, така да тоа све заедно нема еден лек кој што би кажале земете го тоа и ќе бидете излечени. На овој начин го зајакнуваме имунолошкиот систем и ќе се избориме полесно. Препорака до сите оние кои што се соочуваат со овој проблем, бидејќи свесни се и знаат дека имунитетот треба да се зајакне, дека треба здраво да се хранат, ама никогаш па не знаат што е она вистинското што треба да се одбере. И како што ова го споменавте, така тие се главните состојки кои што целно ќе влијаат. Може би заборев неколку состојки. Тука исто влегува и витамин Е и коензим Q10, кои што исто така препорачливо е да се внесуваат. Но она што сакам да кажам дека има голем број на терапии кои што и се реално недокажани, а вирусот на HPV нашиот организам во 90% од случаевите ќе го излечи сам по себе. И ништо да не внесуваме, во 90% од случаевите во рок од 2 до 3 години самиот организам, како и во случај
случајот претходно бил 70, па потоа се излечил, па сега има 53. Така да некои терапии дури и се непотврдени дека тие терапии имаат ефект, а се даваат и луѓето се задоволни мислејќи дека самата терапија помогнала, а всушност нашиот имунитет е тој кој што се изборил. А овие состојки и оваа храна која што ја спомнавме е научно докажана, значи збориме од оние природни ресурси што ги имаме, природни начини, оружје кои што ги имаме за да ги употребиме за ХПВ, се научно докажани дека можат да помогнат и да го даваат ефектот. И даваат ефект, така. Да продолжиме со прашањата на гледачите. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден, поздрав до вас и до вашиот Ви благодариме. гости. Така. Имам едно прашање. Јас сум оперирана од ХПВ, контрола на прифлуами, секоја година ме взима професорката, оперирана сум од Вест Антовска во клиниката. Ја 3 години нема воопшто проблеми. Се една контрола си направив токоплазмата 250 ми. И вагинално чешање има многу. Дали тоа е од токоплазмата или нешто сосема друго? А оперирана сум, вадена материца, јајници, све. Дали има нешто шанси за канцероген да има? Само уште едно прашање. Значи, ХПВ вирусот сам по себе не е индикација за операција. Дали имавте некаква дополнителна дијагноза? Миом имав. Миоми. Миом? Миом. Так. Так. Добро. Значи, сепак... Иначе 52 годишна жена сум. Добро. Да. Ке ви одговорам. Значи, не верувам дека овие симптоми се поврзани со ХПВ вирусот. Значи, треба да се земат вагинални брисеви и да се направи гинеколошки преглед. И ќе се знае дали тоа тие симптоми што ги наведува пациентката како чешање, дали се последица локална на присуство на некоја бактерија и слично. Исто така може да се земе и бриз за ХПВ типизација, бидејќи пациентката претходно имала присуство на ХПВ вирус, бидејќи ХПВ вирусот не предизвикува промени само на грлото на матката, тој предизвикува промени и на вагината, и на вулвата, на надворешниот дел на гениталиите. Може да се земе бриз за ХПВ типизација, да се утврди дали се уште има постоење на ХПВ вирус и ако има, понатаму тоа да се доиследи како што е потребно. Така, и редовните контроли, нели, доколку се прават, навреме ќе може да биде откриено што и било и да се појави. Така, дури тие жени што завршиле со репродукција и имале операција при која што извадена матката и јајниците, сепак не треба да прекинат со контроли комплетно, треба и понатаму да заборават дека треба да одат на гинеколог, тоа ни случајно никако. Се контролите поретки, но сепак треба попотреба, но треба да се мисли на тоа. Затоа велиме, нели, комплетно грижа за женското здравје и кај помладата популација и кај повозрастните жени. Добар ден и за следниот гледач, повелете, ве слушаме. Добар ден. Да, повелете. Да, едно прашање за доктор. Дали се безбедни вакцините за ХПВ вирусот што ги примаат децата? Добро. Толку е така, само за вакцините е прашањето. Добро. Ни беше во еден дел планирано да го зборуваме, не мора да го оставаме за крај, можеме сега да кажеме. Вакцините кои што се за ХПВ вирусот во моментов постојат 3 вакцини. Едната е за 2 типа, таа е Cervarellix, втората е 4-валентна, односно ги покрива оние 16 и 18 типови на ХПВ што се високоризични и 6 и 11 што се нискоризичните и третата е 9-валентна Gardasil 9, која што покрива, значи, оние нискоризичните 6 и 11, 16, 18 и други високоризични типови. Вакцините се во употреба, односно регистрирани на 2006 година, значи 10 години. До овој момент во Америка се дадени преку 90 милиони вакцини. Јас не сакам да одговорам на прашање да или не, само ќе ги наберам сите факти, па мислам дека гледачите сите ќе си сами ќе го извлечат она суштинското кое што ќе го извлече заклучокот. Значи во Америка до сега има дадено 90 милиони вакцини. Стапката за компликации е 0,0003%. Тоа е на 1000 дадени вакцини, на милион дадени вакцини, 3 приматели имале компликации.
Од компликациите кои што се јавиле се болка на местото на давање на вакцината, црвенило, лесно покачена температура и слично. До сега некои посериозни компликации од тоа, али во стапка 0,0003. До сега нема. Она што е друго исто така важно, за оние најчести типови нели на ХПВ кои што се 16 и 18 кои што предизвикуваат карциноми, бидејќи тие се содржат во вакцината, тие девојки кои што ја примиле таа вакцина, 99% е намален ризикот од тие типови они да имаат карцином. А од типовите 6 и 11, кај оние девојки кои што примиле вакцината, значи ризикот за кондиломија за 90% намален. Така да има големи ефекти. Исто така уште еден податок, се смета дека ако се зголеми стапката на вакцинација со ХПВ вакцината на оваа популација сега што е до 12 години, ако се зголеми до 80%, дека ќе се спречат 55.000 карциноми на грлото на матката. Значи ќе се спречат 55.000 карциноми. Ќе се мисли долгорочно, нели, за понатаму во животот да не се појават овие компликации, така? Последните две вакцини, Гардасил 4 и 9 што ги спомнав, тие се значи препорачуваат и за не само за девојките, туку и за машките, бидејќи не само што ги штитат своите партнерки, туку се штитат и себе си. На тој начин што спомнавме дека ХПВ вирусот прави и карцином на пенис. Преку орален секс се пренесува и во устната празнина, може да направи карцином на јазикот, на грлото и на дишникот, така да тоа е нешто што е заштита за сите идни девојки и момчиња. Вакцината се дава од 11-12 годишна возраст таа е идеално. возраст од која што така се почнува, пред да се почне. Во таа возраст се препорачува заради тоа што се предпоставува дека имунитетот, не се предпоставува, него се знае дека имунитетот треба да се развие од вакцината пред да се почне со односи. Бидејќи веќе ако почнале со односи се предпоставува дека они дошле веќе во контакт со ХПВ и тоа веќе може да има своји последици. Затоа и е возраста идеална. Токму затоа е одбрана, кое што нели можеби некогаш во периодот почетокот кога веќе и се спроведе, се воведуваше вакцината, имаше мало отпори кај родителите, така мали се девојчињата за да се почне со таква вакцина, иако се надминуваат тие работи. Нас не вакцинирале за голем број други болести, вакцина никогаш не се дава на 80 годишна возраст. Се дава во тој период кога треба да се постигне превенцијата, односно заштитата. Па и оваа вакцина е до 20 и... Па се препорачува да биде до 26 годишна возраст. Идеално е од 11 до 12 години, а најкасно до 26 годишна возраст. Така да тоа е што се однесува до вакцината, само уште еден податок, значи таа се дава во 3 дози. Дури и да се едната доза одложи, не е никаков проблем, може да се даде и покасно, не треба да се почне од почеток и слично. Но се она што ги интересира родителите, тука сме, може да поминат кај својот матичен гинеколог или во нашата болница Аџи Бадем Систина. Секогаш сме отворени за сите совети што им треба да им ги дадеме. Она што исто така е прашање на родителите, дека се содржи во вакцината алуминиум. Алуминиумот кој што се содржи во вакцината е во помала количина, односно во помала концентрација од колку што едно бебе вдесува преку мајчиното млеко алуминиум или колку што еден возрастен човек преку водата или храната што дневно ја пиеме, ја внесува само за еден ден во телото. Така да и тој аргумент отпаѓа, но сепак придобивките се многу поголеми, така вакцинирањето и редовните прегледи понатаму нели во животот, тоа е веројатно и најдобриот начин на превенција и заштита од ХПВ и од дополнителните компликации кои би можеле. Работа би сакал да спомнам, оваа вакцина е 10 години на пазарот и значи немаме искуство од 50 или 100 години. Не знаеме колку долго имунитетот од самата вакцина ќе трае. Бидејќи кај одредени вакцини кога ќе бидат дадени, потребно е после 10, после 5, после 10 или 15 години да се даде уште една доза за да се продолжи имунитетот. Но до сега, за овие 10 години, не се видело дека имунитетот опаѓа после
овој досегашен период. Така, и треба да помине одреден период за да се види ефектот, така и Така, резултатите. ефектите се веќе да. видливи и докажани дека навистина има премногу добри резултати. Така, да. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден и за вас, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Мило ми е што ме вклучивте на линија. Имам едно прашање до докторот. Колку е сигурно отстранувањето на кондиломи со течен азот? Отстранувањето на кондиломи со течен азот е една од опишаните методи со кои што тие се отстрануваат. Може да биде со течен азот, може да биде со ласер, може да биде со апликација на некои локални креми, како што е имиквимод или Алдара, кои што се аплицираат, значи, локално пред спиење и се останува кремата локално, значи 8 часа. Има и други, подофилин, подофилок, значи различни креми кои што исто така може да се аплицираат. Безбедно е да се прави тоа со ласер, но збориме за пациентки кај кои што сме сигурни дека станува збор за кондиломи. Значи, кај некои постари пациентки кои што имаат, да речеме, кои што се во перименопауза или постменопауза, каде што промената некогаш може да биде дури и карцином. Тогаш треба да земеме биопсија, да утврдиме дека навистина станува збор за кондиломи, или ако има кондиломи кои што не реагираат на терапија, или кондиломи кои што се сомнителни за некоја друга промена, тогаш е потребно прво да се додиагностицира, па потоа да се третира на било кој начин, а терапијата со азот е една од опишаните терапии за кондиломите. Така, она што беше и всушност прашањето на гледачката и го одговоривме и дадовме совети и препорака. ХПВ вирусот ја предизвикува инфекцијата. Ако организмот успее сам да се избори, така и да го отстрани вирусот, во ред, добро. Ама ако остане да трае подолго време, подолг период, следната фаза е промената која што ја предизвикува оние познати цин 1, 2, 3 кои што честопати ги слушаме, а после цинот и карциномот на грлото на матката. Така. Какви контроли, какви прегледи, што е она што со што првично се почнува? Она што секоја жена го знае и ние секојдневна рутина и пракса, тоа е ПАП тестот. ПАП тестот представува цитолошка метода, каде што се земаат клетки од површината на грлото на матката. И таа метода во последниве 50 години е докажано дека го намалила процентот на карциноми на грло на матка со самото нејзино постоење за 70%. Бидејќи на време се откриваат сите тие преканцерозни, значи промени кои што се настануваат пред карциномот на грлото на матката. Она што исто така, може би гледачите не толку добро го знаат, е дека ПАП тестот не е 100% сигурна метода или 100% диагноза. Значи, ПАП тестот има одредена сензитивност и специфичност и од скоро време во нашата болница имаме еден друг современ тип, што мислам дека се уште сме први и единствени во држава што го имаме. Тоа се вика Liquid Based или Thin Prep ПАП тест, кој што е многу поспецифичен и многу поточен. Оној што е конвенционалниот или оној што го употребувавме до сега, ПАП тест е точен во отприлика до 75% од случаевите. А овој вториот тип е до 95%. И со овој Thin Prep, значи, исто е земањето, значи слично како и конвенционалниот, но резултатите се многу подобри, во смисол дека патологот, односно оној кој што го анализира ПАП тестот, нели, патологот под микроскоп, многу полесно може да диференцира дали стана збор за ЦИН-1 или ЦИН-2. Има многу помал процент на неодредени диагнози, како што се аскус, тоа е промени од неодредено значење. Понатаму, многу по-голема сензитивност има за детекција на поголем степен на промени, значи на клетките на грлото на матката, кој е овој Thin Prep ПАП тест. Така да во прва линија за скрининг е ПАП тестот. Второ, доаѓа ХПВ типизацијата и сега многу веќе се оди на ХПВ типизација, бидејќи
се разликува понатамошното следење, понатамошниот евентуален третман во зависност од тоа дали ќе се добие високо или ниско ризичен тип на ХПВ. Значи ние со овој вториот тип Значи со вториот ќе се открие дали има присуство. дали има промена на Промена. клетките на грлото на матката, а со ХПВ типизацијата ќе се открие дали има присуство. Присуство, така. А со овој вториот тип на ПАП тест ние имаме можност, освен она што ги гледаме клетките на грлото на матката, со истото земање, значи истовремено, тоа се вика ко-тест, да се одреди и ХПВ типот на вирусот. Значи може во исто време со истото земање да се направи и ПАП тест и ХПВ типот на вирусот да се одреди, па дури некои бактериски причинители како хламидија и слично, со истиот ПАП тест кој што е доста по напреден во однос на оној стариот или конвенционален ПАП тест. Значи првото е ПАП тестот, второто е ХПВ типизацијата, потоа иде колпоскопијата, тоа е метода каде што директно го визуализираме грлото на матката, значи со еден микроскоп и можеме директно да ги видиме промените и ги значи премачкуваме со одредени соединенија и на тој начин полесно ги визуализираме оние промени кои што може да бидат асоцирани со поголем степен на промена на грлото на матката и на тој начин се одлучуваме која би била следната постапка. Со што би се продолжило понатаму како третман и начин. Така, бидејќи ако колпоскопски или ако има поголем степен на промена на ПАП тестот, ние колпоскопски гледаме точно каде се наоѓа таа промена, дали може целосно да ја визуализираме или делумно таа е вовлечена внатре во каналот на грлото на матката, каде што не може да ја визуализираме. И во тој случај е потребно и да се земе она што е последното што ќе го спомнеме во овие диагностички методи, што дава крајна диагноза, тоа е биопсијата. Значи ние колпоскопски гледаме точно од кое место треба да земеме биопсија, а потоа земаме биопсија, односно земаме ткиво, односно мало парченце, неколку мали парченца од надворешноста на грлото на матката, за да имаме дефинитивна диагноза. Бидејќи со ПАП тестот добиваме само клетки, а со биопсијата добиваме парче ткиво и тоа е веќе дефинитивна диагноза со која што станува збор и со која што понатаму може веќе да одиме на следен чекор ако има потреба од третман. Кон третманот, да. Пред да проговориме и за самиот третман, уште малку со нашите гледачи и нивните прашања. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Се поздрав до вас и до гостина. Ви благодариме. Благодари. Сакам да го прашам, значи јас сум мајка на 4 деца. И значи последново ми е со царски, значи и јас сакам да ми се подврзат моите јајници, да не можам повеќе да имам дечиња. Дали има нешто проблем со тоа јас сум го направила или не? Дали убаво слушнавте? Малку имавме некакви прекини во... Јас само не разбрав дали има проблеми што ги подврзала јајцеводите или дали... Имам проблеми понатаму. Не, нема да имате проблеми понатаму. Може да биде извршена таа интервенција, но ја ви препорачувам да не правите операција, бидејќи може да биде Јас сум направила, значи. А сте направиле? Добро. Јас последното, значи, кога сум се породила, царски ми беше, така? значи, се има направено тоа. Добро. Јас се плашам, значи, после тоа, значи, да не имам ништо проблеми со јајниците. Не. Проблеми за понатаму, да не случајно нешто се појави, добро? Тоа не се очекува да доведе до некакви проблеми со јајниците. Значи, јајцеводите се независна структура од јајниците, така да тие се сега прекинати и единствена работа што во вашиот случај може да е проблем, што нема да може да останете бремена, бидејќи се пресечени јајцеводите. Друг проблем не се очекува. Ама веќе си има 4 дечиња, како што рече гледачката, доволно е големо и широко семејство, да. Добар ден за следниот гледач, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Го поздравувам докторот и вас. Ви благодарам. Ја гледам често вашата емисија и сакам да поставам едно прашање до докторот. Ајде, ве слушаме. Сум оперирана од мион син 2 и сега сакам да прашам дали може тоа пак да се повтори. Ми е изваден, мислим, комплетно маската, јајниците, све. Дали може пак да се повтори таа инфекција? Да. Беше бенигно.
Само да ве прашам уште еднашка, значи имало паралелно и ЦИН-2 и миом. Па така, докторот ме маткаше. Прво имав некој миончиње, така ме држеше на 4-5 години со крварење и потоа бев на биопсија во Скопје. Добро. И на клетките се покажа дека треба да се оперира и сум оперирана од ЦИН-2. Добро. Јасно е прашањето, ќе ви одговорам. Значи, дури, еве, во случајот е, значи, извадена матката поради таа промена, предпоставувам и... Комплетно се е извадено. Добро. Значи, веројатно тука има две паралелни болести, значи миом и ЦИН-2. Дури да е само грлото извадено или еве и како што е матката извадена, значи можно е повторно да настане до реинфекција со друг тип на ХПВ вирус, кој што може повторно да направи промена. Тоа многу поретко се случува, кога е веќе извадена и самата промена и е направена операција, но сепак не треба да се прекине со контроли. Тоа е она што е важно. Основната препорака е значи да се продолжи со контролите. Да се продолжи со контроли евентуално која промена и да се појави, така навреме да биде откриена. Значи, кај оние пациентки кај кои што е извадена матката, али сепак имале диагноза некоја преканцероза или карцином во тој смисол, значи тогаш треба да се продолжи со контроли, барем додека не се осигураме, барем до 65 годишна возраст, или не се осигураме дека повеќе последователни контроли нема ХПВ и нема никакви промени на клетките на грлото на матката. И тука веројатно важат препораките здрав начин на живот, здрава исхрана. За сите важат тие препораки. На сите ни е потребен и тој не држи. Тие препораки важат за сите, за секој човек, заради тоа што секој се предпоставува дека ќе дојде во контакт со тој вирус, но за да тој вирус не направи некоја последица, да бидеме спремни однапред, што се вика. Така да се заштитиме и да се осигураме дека ќе биде полесно. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало? Да, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот, поздрав до вас. Ви благодарам. Јас немам никакви проблеми, меѓутоа апел до сите жени, не знам дали е во ред, 2 пати годишно да се додат на прегледи, да ги деколушат прегледи. Това ви многу, тоа е се. Така, ви благодарам и јас за јавувањето и за овој апел што ете го споделивте со сите кои што во моментов ја следат визита. Тоа е она за што постојано зборуваме и потсетуваме. Видите, доволно е и еднашка годишно, ако е се во ред, значи не е потребно да се прават премногу чести контроли. Она што исто сакам да го кажеме на гледачите е дека од промена ЦИН-1 за да дојде до карцином, просечно време е 15 години. Некогаш е 3 години, некогаш е 40 години. Така да кај некои жени не знаеме во која група ќе бидеме, така? Во која среќа ќе бидеме. Така да треба да се прават еднаш годишно контроли, ако е се во ред, за било каква промена има, на време да се препознае и на време да се открие и истретира заради тоа што вие преканцерозни промени се 100% излечиви. Па дури пред да дојде до појавата на карциномот, така? Така, да. Значи ли тоа дека долги години не бил посетен гинеколог, не била направена никаква проверка? Па може и тоа да значи, а може и да значи многу брза прогресија на тие преканцерозни промени, а тоа е се во зависност од сите тие фактори кои што претходно ги спомнавме. Присуство на повеќе високоризични типови пушење, нездрав начин на живот, нездрава исхрана, сите тие материи кои што спомнавме дека треба да се внесат за да се спречи вирусот, а не се внесуваат. Тоа све заедно секој организам много различен, не знаеме кој како и колку ќе успее да се избори со одреден проблем. И последното јавување за денеска. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден, поздрав до емисијата. Ви благодариме. Би сакала да ве прашам, се работи за девојка 22 години. Сега, меѓутоа, пред 2 години се откриени кондиломи кои ги третираме на кожно. Се третирани со течен азот, меѓутоа цело време нон-стоп се појавуваат. Имаме пијано многу терапија во врска за да се покачи имунитетот, меѓутоа 2 години се уште се бориме со тоа. Земавме и Вартек, една германска крема која локално ја стававме навечер, меѓутоа еве повторно сега веќе као има уште едно, меѓутоа се пролонгира проблемот цело време.
Прашањето ми е до колку време треба да се третираат и кој е понатака решението за проблемот и во врска со вакцините што рече докторот дека може да се примаат до 26 години, дали е доцна кога веќе ги имаме кондиломите или се уште може да се исприма таа доза, трите дози што ги спомена. Така. Добро, Пред да го убаво слушнете прашање. одговорот, да, доктор Александар, ние имаме подарок за нашата гледачка, ќе ги оставите податоците во режијата, името и презимето. Вам ви го доделуваме комплексот за убавина и здравје со течен колаген и хиалуронска киселина кој содржи витамин А, витамин С, цинк и Б комплекс, кои што се многу важни за здравјето на кожата, за сврзното ткиво, намалуваат болката во зглобовите, лигаментите и тетивите и што е многу важно, ја подобруваат подвижноста. Фармаген и Визита ви го доделуваат овој комплекс за убавина и здравје. Со неговото секојдневно користење ќе си обезбедите баланс и квалитет на вашето секојдневно живење. Сега и одговорот, бидејќи само 2-3 минути до крај ни остануваат. Што се однесува до прашањето прво за вакцината. Имаше порано дилеми дали пред да се даде вакцината, дали треба да се направи ХПВ типизација, да се види дали жената го има тој ХПВ вирус, за да не се дава вакцината. И сега оние што се најнови препораки е дека нема потреба, бидејќи шансата да некоја жена ги има сите ХПВ вируси што ги има во вакцината е скоро невозможна. Така да дури она да претходно била во контакт, веројатно има некои од нискоризичните типови 6 или 11, но најверојатно кои што ги предизвикуваат овие генитални брадавици. Има и други нискоризични, но вие се во 90% од случаевите. Така да она ќе биде заштитена од оние високоризични типови кои што ги има во вакцината. Така да сепак препораката останува дури за оние жени кои што се во 24-25 годишна возраст. Што се однесува до кондиломите, значи и нивниот третман. И нивниот третман. Значи прво се пробува од прилика 16 недели со тие креми кои што претходно ги спомнав, како што се имиквимот, алдара, интерферон 2 алфа и слично. И воколку нема ефект, бидејќи за кондиломите 20% од случаевите самиот организам во 20% тие ќе се повлечат сами по себе. Овие креми помагаат во 50% од случаевите. Значи, кај 50% ќе помогнат. Кај другите, значи, одиме со оние поагресивни методи, како што се течниот азот, а има и ласер, во нашата болница имаме ласер, со кој што тие можат да бидат изгорени и комплетно одстранети. Сега препораката и понатаму да се внимава во смисол за заштитени односи. Кондомот не е 100% заштита, 70% има заштита, бидејќи при сексуалниот однос сепак кондомот не заштитува комплетно. Може да настанат на самата кожа некои мали микроповреди и преку нив да биде ХПВ вирусот пренесен. Заради тоа, значи, од која ќе се среди проблемот со кондиломите, значи, ќе треба понатаму малце по-внимателно во сексуалните односи и исто така сите оние препораки што ги кажавме со исхраната, со сите оние суплементи во исхраната кои што помагаат имунитетот самиот да се зајакне и да се избори со инфекцијата. А она што исто важно кај оние пациентки кои што имаат кондиломи, да не се пропушти некоја поголема промена на грлото на матката, бидејќи кондиломите во принцип сами по себе не предизвикуваат некои сериозни компликации, значи кај млади девојки. Али треба да се види состојбата, значи со ПАП тест, ХПВ типизација на грлото на матката. Повеќе работи кои што треба да се испитуваат за да си ја дадат комплетната слика. Тука ја завршуваме визита. Јас многу ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Мислам дека се кажавме, барем најглавното и најважното и најбитното и преку голем дел од прашањата на нашите гледачки кои што се јавија ја обработивме речиси и целата тема. Третманот на приканцерозните, канцерозните, карциномот кога ќе се појави, можеби тоа ќе го оставиме па и за следна прилика, така? Ќе го оставиме за следна прилика, а и во секое време може да не побараат во нашата болница, Влачи Владем Сестина, сите прашања што ги имаат, што не остана одговорени, да ги доодговориме. Да се консултираат со вас. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, останете со нашата програма Метео 5, прогнозата за времето денеска, вестите во 11 часот, а веднаш по нив продолжуваме со денешната визита. Ќе ви доделиме ваучер за дигитален апарат за мерење крвен притисок, но овој четврток имаме уште едно изненадување и уште еден вреден подарок за вас. Затоа останете со нас од почеток до крај.